По Велибор Манев, денеска во Кривичниот суд почна сведочењето и на обвинетиот Боре Видевски на судењето за убиствата на Вања Ѓорчевски и Панче Жежовски. За разлика од Манев, Видевски пред судот негираше дека договарале грабнувања и убиства, туку вели дека се договарало литија. Судењето го следи Михајло Видимлиски, во живо го имаме во вестите. Михајло, прво, има ли објаснување од Боре Видевски за неговата ДНК што беше пронајдена на лентата со која и била врзана Вања? Борче, во овој момент во судницата немаше објаснување околу овој момент со оглед на тоа што иако за денеска рочиште тој ве привршува, сепак исказот на Боре Видевски, кој што е еден од обвинетите, ќе продолжи и во среда, и тоа со одговарање на прашања освен на обвинителството и на одбраната и на другите адвокати. За разлика од претходно, кога тој во полициска станица, но и во обвинителството ја признал вината, сепак на денешното рочиште негираше вина и негова било каква вклученост во целиот овој случај во врска со снимките кои што беа прегледани во судница. Тој рече дека тие не одговараат со датумите кои што се посочени од страна на обвинителството, додека во однос на неговото одење во партијата Десна, рече дека иако останал таму вечерта на 26 кон 27 следниот ден заминал во Велес и отишол на работа. Меѓутоа, за дел од поентите од неговиот исказ денеска во судница во продолжение. На 21.11.2023 бев на работа, вечерта имавме слава. На 22.11 исто така. Снимките на кои наводно се прави подготовка не е точно дека е така. Тоа што го гледавте од снимките е една подготовка за партиски активности и не одговараат со тие денови кои се наведени. На 26.11.2023 вечерта доцна отидовме со Велибор Манев во Скопје во партијата Десна. Останавме до доцна, разговаравме. Останав да преспијам таму, иако не сакав. Следниот ден на 27.11 пред 10 часот се вратив во Велес. Исказот со кој дадов признание во полиција беше под принуда. Повеќе пати бев тепан и ми кажуваа детали од двете убиства за што да кажам потоа. Истото го повторив и во обвинителството. Кога ме спроведоа, од страв признав. Така, Борче, ова беше дел од исказот на Боре Видевски во судница. Тој потоа одговараше и на прашања на обвинителството. Не можеше да се сети, како што кажа, кога била направена комуникацијата со Љупчо Палевски, но и за фотографијата, која што, како што кажа обвинителството, му била испратена фотографија на која што се гледа убиениот Панче Жежовски како е до својот автомобил. Секако сите детали од денешното рочиште и исказот на Видевски и во вестите во 18. Студио.